Земјоделците од Малешевијата директно им се обратија на министерот Трајан Димковски и директорот на платежната агенција Николче Бабовски. Од нив лично сакаа да слушнат за проблемите во врска со откупните цени, исплатата на субвенции и мерки значени за нивната екзистенција. Прашањата ги поставија преку телевизија Стар. Кога ќе ги пуштат парите за тие 400 денара за продадено јагне на кланичен капацитет? Мерката за 400 денари по јагне заклан во регистриран кланични капацитет е интервентна мерка и откако ќе завршиме со исплатата на другите дополнителни мерки, ќе почнеме со исплата на ова за среќа една од двете интервентни мерки, бидејќи имавме за грозјето беше и за јагнето предадено во регистрирани кланични капацитети. Значи работиме според програмата која е утврдена и која е законска. Земјоделците со прашање до директорот на платежната агенција за земјоделство Бабовски, а во врска со актуелните мерки од руралната програма. Значи, кога ќе го пуштат огласот за номадско одгледување на овци, кози, крави, тоа е еден оглас мерка, значи, од руралната програма. Тоа е мерката за зачувување на руралните вредности, каде што популарно се нарекува плата за овчарите. Тоа е мерка која што по програмата е предвидена огласот да биде во октомври оваа година. Прашања имаше и во врска со компирот. Наше компир што го произведеме, макар да има некоја цена на ниво на државата, да може да се продава и ако нема доволно компир или ако се тоа нека не ќе го продава по таа цена, нека да го везат овој компир. Немаме некои посебни анализи, ниту па конкретни доставени анализи од самите одгледувачи на компир кои произведуваат. Во моментот не се разгледува некаква посебна опција каде што би се помогнало за есенскиот компир. Кога зборувам за есенскиот, зборуваме и за контролиран откуп, бидејќи имајќи го на ум оние извозните артикли, односно извозните производи, тука е лесно да се исконтролира дали преку извозот, односно што го имаме преку царината, или пак откупот кој што се случува преку фирмите. Во овој случај претпоставувам дека се работи за помали количини.